Благодарам, добар ден на сите. Честитки за 10 години на прогрес. Тие се доказ дека времето лета, како вчера да беше. Јас да бидам искрена, насловот на денешнава панел дискусија ми е малку фрустрирачки, заради тоа што по не знам кој пат зборуваме за враќање на патот. И за жал, кога се враќаш на некој пат, тој пат не е ист. 90-та година ЕУ беше едно, 2005-та друго, денеска е нешто трето. Тие се менуваат, тие имаат различни проблеми и затоа дури концептот враќање на патот не функционира. Ние треба да имаме сега нов пат. И тој пат е покомплексен од оно што го имавме претходно. Јас се сеќавам на една моја стара карикатура, која што ја добив на подарок на една телевизиска емисија, каде што беше нацртана така стрма планина, јас се качував заедно со некои други луѓе, горе стоеше целта членство и стоеше година 2010. Денес сме 2017, ја чекаме 2018, абер од врвот немаме. Меѓутоа, тоа е можеби, како да кажам, искуство кое што Македонија за жал мораше да го научи на собствен грб или плаќајќи ја самата цената. Меѓутоа, бидејќи Бујар многу детално зборуваше за она што е актуелно и за она што се моменталните реформи и се надевам за нив и во дебатата ќе дискутираме, јас сакав малку поопшто некои работи да ги покријам. Прво, апсолутно се согласувам, Македонија има една силна и една слаба страна, враќајќи се на патот на ЕУ. Силната страна е што за некои работи навистина не сме имале дилеми повеќе од 25 години. А тоа е стратешката ориентација членство во ЕУ, членство во НАТО. Немало ни минимум политички разлики кај сите крупни политички актери во Македонија. Значи, имаме повеќе од 25 години постојан консензус по овие прашања, но најслабата страна ние што во барем последниве 10 години имаме па и постојана фрустрација заради нереализираната таа стратешка цел. И сега ние треба да видиме како едното да го појачаме, а тоа чувство на фрустрација и изгубени шанси да го ставиме малку на минимум, заради тоа што ништо нема да постигнеме, жалејќи се за пропуштените шанси. И навистина, мислам дека сите бевме искрени кога оваа година им честитавме на колегите од Црна Гора, членство во НАТО, апсолутно се согласувам, кога ние бевме членки на Јадранската група, Црна Гора не беше држава. И сега или ќе плачеш, или ќе кажеш тие успеа, можеме и ние. Кога бев пред неколку дена во BBC, ми поставија прашање за кое што многу луѓе во Македонија се лутат. Мислам дека е реално и треба да си го поставиме отворено, затоа што така не гледаат од страна или од надвор. Дали е реално држава во која пратеници се нападнати во парламент низ организација на други пратеници, да очекува дека може да стане членка на НАТО и на Европската Унија. Боли, и јас се налутив кога ми го поставија прашањето, ама е реално. Заради тоа што тие се видливите снимки кои ќе го обиколат светот за Македонија. Дури и добрите вести во Македонија нема да бидат на насловна страна. Насловна страна ќе биде тепање во парламент и евентуално сега за жал загадувањето во Скопје. И прашањето подобро е ние да си го поставуваме, отколку тие да ни го поставуваат, па ние да се браниме. И мислам дека настапот кој што го имаме и тезата која што ја промовираме како држава е вистинската. А тоа е дека Македонија и она што и се случуваше во изминатиот период е можеби последната опомена не само на земјите на Балканот, туку и на земјите членки на Европската Унија и на НАТО, дека стариот дел, јас малку ќе се откажам од слободата, за да некој ми ја гарантира стабилноста, не функционира никаде, вклучително и на Балканот. Се покажа дека авторитарните лидери, на кои за жал не е имуна ни Европската Унија, создаваат само привид на стабилност, која што на првата кривина ќе ви се удри од глава. И мислам дека таа лекција не е за потценување, затоа што не се имуни европските општества ниту на популизам, ниту на национализам,
ниту на автократски тенденции. И она што мислам дека е плюс за Македонија е да каже да, имавме ние наши мрачни моменти. Имавме момент на криза кој траеше неколку години. Ама силата на земјата не се мери по тоа колку длабоко ќе падне, туку колку брзо ќе стане. И навистина е позитивно шокантно кога ќе видите дека Македонија може да се представи како нормална демократска земја 6 месеци после еден таков инцидент. И тоа зборува и за нејзината некаква внатрешна и кохезија и сила. Јас сметам дека прашањето кое што беше отворено во првата дебата е многу важно. Прашањето на доверба е прашање на одржливост на демократијата, одржливост на либералниот поредок или консензус за кој што зборуваше Ордановски. Меѓутоа, ние сме помалку во дилема како општество, како држава, а малку и Европската унија кога се занимава со нас. Кој тип на доверба треба да има приоритет? Не зборувам сега confidence building measures према Грција, се подразбираат. Многу често Европската унија и ние ја правевме грешката да зборуваме за пред се и над се доверба помеѓу политичарите. И кризата многу често во Македонија беше сведувана на голем политички ривалитет и конфликт помеѓу политичките актери. Да, ако можеме да избегнеме таков тип, дефинитивно не треба тоа да го направиме. Но мислам дека довербата која што практично беше подлога на кризата, не беше недоверба помеѓу политичките партии, туку беше во суштина недоверба кон институциите во државата, кои што обезбедуваат надпреварот помеѓу политичките партии да има логика. И затоа мислам дека акцентот на вистина треба да го ставиме на создавање, еве дури не го сакам зборот враќање, создавање на доверба кон институциите. Таа доверба не можеме да ја создадеме преку ноќ и таа доверба ќе биде секојдневно тестирана. Од тој аспект добра е разбудената македонска јавност која што влегува и во детали и бара одговори на многу конкретни прашања. Мислам дека тоа ќе не направи посилни како држава, а институциите подобри во нудењето на услуги. Меѓутоа, факт е дека ако се обидете да направите се веднаш, ќе завршите со никаков резултат на сите прашања. На вистина, мислам, и ние како влада имаме потреба од поголем фокус на приоритети, ама и ние како држава мора да имаме поголемо чувство за приоритетите и да си признаеме. Нема да успееме на секое важно прашање да покажеме резултат следната година. Ма кои се 5 на кои што превземаме обврска нешто да сториме? Еден дел од тие 5, условно кажувам 5, се оние кои што ни ги содржи 369. Ние како влада рековме дека големо внимание ќе посветиме на прашањето на транспарентност. Не заради тоа што е дел од толку од 369, не е толку видливо да бидам искрена, туку затоа што тоа создава некаков тип на имунитет во македонското општество кон слабостите наречени корупција, клиентелизам, услуги, врски и така натаму и така натаму. Тој систем изгледаше многу силно 10 години. Јас не го подценувам. Системот на клиентелизам одржувал империи. Ама системот на клиентелизам ти создава пирамида на моќ која што една и мала криза може да ја издува. И ако речеме дека тоа нема да го правиме, тогаш стварно треба да се сконцентрираме на изградба на институции во кои што транспарентноста ќе создава доза на отпорност кон таквите тенденции. При тоа, мислам дека не треба да бидеме и наивни. Се сеќавам пред, не знам, повеќе од 10 години беше актуелна една книга за предизвиците на демократскиот поредок во западниот свет, од еден сегашен новинар на CNN, и тој вака рече: ајде да зборуваме за транспарентност и доверба. Да видиме кои институции во американското општество има се транспарентни и колка ви им е довербата. За жал се испостави дека сосема е спротивна. Институција која имаше најголема доверба во македонското општество беа федералните резерви, што би се рекло нашата Народна банка, која по дефиниција беше во тој момент најнетранспарентната институција. Најниска доверба имаше нивниот Сенат, Конгрес, House of Representatives. Кога ќе ги извадиш на површина сите податоци, ти си подложен на критика. И никој, еве гледаме во нашето општество, никој нема да каже: еј, браво, овој дел функционира, ќе се сконцентрираат на тоа што не функционира.
И наша задача прво како влада ќе биде да ја водиме дискусијата, да покажеме резултати, ама при тоа да не трчаме само по дневните настани. Гаси го овој пожар, гаси го овој пожар, гаси го овој пожар. И јас мислам дека ќе треба да ја бараме поддршката и на критичката јавност, да правиме разлика помеѓу она зашто секој ден секоја институција треба да биде под притисок и големата слика која не треба да ја подзаборавиме. Малку народи почнуваат својот демократски пат со тоа што имаат демократска култура. Го немаме, се уште ја немаме демократската култура која што ја посакуваме. Ама никој па, не знам, не се појавил со решени. Таа демократска култура навистина одново треба да почнеме да ја градиме преку создавање на подобри закони, градење на посилни институции, толерирање на разликите. Јас не мислам овдека малку повеќе се дискутираше за етничките, зборувам и за политички, и за социјални. Толерирање на разликите, наоѓање начин како тие да се решаваат мирно, буквално на мирен начин да ги толерираме, и како да се дели моќта на некој поправилен и поодржлив начин. Имаме централизирана држава. Ден денеска, после 2 таласа на децентрализација, ние се уште сме високо централизирана држава. И се чека од првите луѓе. Значи, изненадена сум, иако сум го имала искуството, изненадена сум колку во меѓувреме институциите и администрацијата се навикнале се да префрлат на повисоко ниво. Да ги дигнат рамениците и да кажат, видете, ако министерот дозволи. Не ако законите тоа го дефинираат, не ако правилниците тоа, ако министерот така каже. Значи, за жал, овие 10 години создале други проблеми. Ово е тој најневидлив за јавноста, кој што ја парализира државата. Затоа што не само што ја собира моќта, ја намалува одговорноста на сите луѓе во пирамидата, дека тоа таму претседател на собрание треба да одлучи, генерален секретар, министер, заменик премиер. Не е така. Значи, полека мора транспарентноста да ја искористиме, за да одговорноста и задачите ги преселиме малку во поширок круг. Волку централизирана држава не може да биде ефикасна држава и нема да има владење ни на правото, ни на институциите, ако политичарите се толку моќни. И она што последно може би сакав да го кажам е дека на прашањето дали членството на Македонија во НАТО и во ЕУ има некаква вредност и за НАТО и за ЕУ, мислам дека одговорот е да. И дека тоа активно треба да го промовираме. Прво, еве ќе спомнам прво за Европската унија. Еден од француските вака познати аналитичари тврди, вика, за да стане Европската унија модел и да тој модел го прошири во своето соседство, како што е Балканот, како што е низините соседни држави, таа прво мора да стане актер, да влијае на настаните. Мислам дека Европската унија влијаеше на настаните во последните неколку години во Македонија, заедно со САД. Со сите падови и успони, тоа влијание беше позитивно. И мислам дека Македонија и е позитивен пример, дека кога имаш реакција и кога имаш ангажман, работите можат да се движат и во позитивна насока. Требаше многу време, ама резултат имаше. И мислам дека во овие моменти на криза на довербата на ЕУ во самата себе, позитивни примери не се на одмет. Македонија исто така може да биде пример на Балканот во делот на овој нов модел на третирање на меѓуетничките прашања. И јас апсолутно се согласувам со Бујар, не смееме да ги занемариме. Значи, забораваме дека до пред 2 години не беше стравот дали ќе има избори фери, демократски. Големиот страв беше дали политичката криза ќе предизвика меѓуетнички конфликт. И ние ја пројдовме некако кризата, излезе Македонија по обединета, со поголема социјална и етничка кохезија, и ние викаме, добро, тоа прашање ад акта. Не е така. И на Балканот, и во Македонија, тие се теми со кои што и јас, затоа ме подсетува насловот платформа за мултикултурализам. Ова се темите на кои македонската и стабилност и демократија и политички систем ќе зависи. И мислам дека како позитивен пример
можеме да го понудиме и на земјите членки и на Европската унија и на НАТО. И на крај, факт е дека за жал идеолошките или како да кажам стратешки поделби за кои што зборуваше Хантингтон се вратија на сцена. И се покажува дека ако сте на линијата на поделби, не можете да очекувате стабилна политичка сцена. Но еве искуството и од Црна Гора покажува дека ако ги донесеш вистинските одлуки во вистинско време, можеш да влезеш во зоната на безбедност. И земјите членки на НАТО и земјите членки на ЕУ јасно им е дека без стабилен Балкан Европската унија не може да биде проект за просперитет и напредок на континентот. Не може. И тука мислам дека имаме заеднички интерес. И најголемата работа која што и во делот на одбраната можеме да ја направиме за да Македонија го забрза патот кон ЕУ е да обезбедиме час поскоро членство во НАТО. Како одлука која што може да ги стабилизира политичките, како ги викаат, плашливци, оние кои што нели заговараат дека Балканот е секогаш осуден на војна и кавга, но исто така и како порака кон инвеститори домашни и странски. Министерот за финансии на неговото прво патување, мислам дека беше Франкфурт, Лондон, Вашингтон, кога се врати ми рече: Радмила, јас сум изненаден, првото прашање што го добивав е кога ќе станете членка на НАТО. За да влезе тоа во математиката. Кога се сретнавме со црногорскиот премиер во Подгорица, вели: од моментот од како сме членка, глава не можеме да дигнеме реално од инвеститори кои што не се занимаваат само со искористување на туристичките, него сеопштите капацитети на Црна Гора. И затоа завршувам, ни треба заедничка акција, ни треба малку повеќе доверба во самите себе. Ја прифаќам и критиката која што претходно ја слушнавме од Ордановски, иако организација во државата значи дека треба институциите да бидат јаки, а не СДСМ да биде јак, ама бидејќи институциите се такви какви што се, сега сите партии кои што се дел од коалицијата, но и партиите во опозиција, треба да направат се да го извлечеме максимумот од тоа што го имаме. Убедена сум дека ако тоа се случи, оваа држава нема да и треба четврта шанса, бидејќи ја оваа ја бројам некако како трета среќа. Благодарам.